Во вестите на М-нет телевизија ќе гледате: отворени кариерен ден со над 50 компании, мнозина студенти денеска организираше Универзитетот Гоце Делчев на едносмерната Ванчо праќе во Штип. Целта од една страна е на сегашните и идните студенти да им се овозможи непосреден контакт со потенцијалните работодавачи, како и европско образование дома од друга страна. Трета година поред бројот не е намален во универзитетот, дури бележи благ пораст. Изградбата на студентскиот дом, медицинскиот факултет и доизградбата на новата клиничка болница во Штип ќе помогне во решавање на недостигот од сместување во градот. Дел од потребите се покриваат преку изнајмување на приватни недвижности. Ова ќе придонесе дополнителен приход за граѓаните и локалната економија. Текстилниот сектор во истокот се соочува со пат. Очекувањата се дека во наредните 5 години бројот на вработени може значително да се намали. Градоначалникот на Штип Јорданов вели дека владата спроведува мерки за поттикнување вработувања и инвестиции. Очекувањата се истите да придонесат за зголемен интерес кај инвеститорите. Офталмолошки и стоматолошки преглед како и вакцинален картон задолжителни за упис на правачињата. Министерката Јаневска апелира родителите навреме да ја обезбедат целата потребна документација. Дополнително се повикува на почитување на реонизацијата, за да се избегне пренатрупаност или полупразност во училиштата. Целта е подобра организација и услови за сите ученици. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.